На Смилевскиот конгрес во горското началство, односно реонското раководство, беа избрани Никола Карев, Никола Никлев, Антиноген Хаджов и Тодор Христов, офицер од Велес. Изјаснувајќи се во Смилево во принцип против едно неподготвено востание, Никола Карев секако го имаше предвид и својот реон, кој, ако се исклучи градот Крушево, што навистина беше единствен во Македонија по својата добра организираност и вооруженост, селата, освен неколку, беа слабо вооружени. Но независно од својот став за востанието, Никола Карев, како дисциплиниран војник на револуцијата, се покори на Смилевското решение и ги вложи сите своји сили и способности востанието во неговиот реон да биде што поуспешно. Веднаш по Смилевскиот конгрес, кај Крушевското раководство започна да созрава планот за ослободување на градот. На 31 јули беше наредено вооружените одреди од полските села да се приберат во селото Свето Митрани и оттаму во Биринската корија. Од другите села на Крушевскиот реон, милициите се собраа во Пусторечкиот и во Зашлечкиот осој. Оттука, испратени со песни и цвеќиња од жените, децата и старците, влегоа во селото Горно Дивјаци, од каде што тргнаа кон Крушево. Беше Илинден, селата беа полупразни, но непријателот не успеа да се посомнева во ништо и ништо не успеа да открие од она што за целото христијанско население беше очигледно и познато. Илинден во Крушево мина така како што беше планирано. Црквите беа полни со луѓе, градот ечеше од песни, музика и веселба по имендени. Цела една мрежа разузнавачи будно ја следеше ситуацијата, а сите информации се слеваа во куќата на Ѓоре Макрев, што се наоѓаше на крајот од градот, каде што беше легалниот дел од реонското раководство. За почетокот на востанието, населението во Крушево беше известено со следниот проглас. Браќа, брзаме да ве поздравиме со востанието. Денеска цела Крушевско околија, заедно со цела Македонија дигна востание и викна долу тиранијата. Да живее слободата и рамноправноста меѓу македонските народности. Камбаните насекаде бијат. Народот со чудна радост се прибират под бајракот на слободата. Момите и невестите ги китат со цвеќиња главите и пушките на востаниците. Секој турчин што се најде по патиштата се фати и е прибран како заробеник и заложник. Насекаде радост, песна и веселба. Гориме од нетрпение и ја чекаме ноќта да дојдеме и да го презееме Крушево, да заедно со сиот народ громогласно да го извикаме македонското ура! Полноќта меѓу Илинден и 3 август се ближеше, кога определените чети за напад на Крушево од местноста Куличе започнаа да навлегуваат во градот. Од непредвидени околности, првиот истрел беше даден порано отколку што беше планирано. Борбите започнаа и градот што се наоѓаше во длабок сон, за миг се разбуди и стана сведок и учесник на настанот кој ќе биде најсветла точка на Илинденското востание. Современикот и учесник во ослободувањето на Крушево, Никола Киров Мајски, еве како го виде и почувствува тој историски чин. Веднаш по првиот востанички истрел, силно ура го растера воздухот и камбаните од 4 градски цркви удрија лудо,
и продолжително. На истрелите од оќуматот одговараа истрели од касарната. И оттаму се пронесе силно ура. Градот што спиеше се стресе, се разбуди и започна да ликува. Имаше ли потреба да му се каже дека е објавено востанието? Нели со векови мечта или го чекал тој голем ден за пресметка со поробувачот и тиранот? И ете веќе таа со векови чекана желба се реализира. Многу очекуваниот голем и славен ден дојде и Крушево го пречека така како што требаше да го пречека. Мажи и жени, стари и млади, од сите негови народности, братски се бакнаа и си ја честитаа слободата со наискрена желба таа да биде вечна. Поздравот добре дојде се замени со Христос воскресе, зашто во Крушево воскресна правдата и слободата. Затоа и по црквите се пристапи кон извршување на паскална служба. Дознавајќи ја паролата коса, вила, израдуваните и пресреќни граѓани, без да го жалат својот живот, ги напуштаа своите домови и истрчуваа во борба со сите сили и со сите средства. За востанатиот народ, Турција како сила што влева страв, веќе не постоеше. За него сега постоеше моćна и непобедлива Македонија, која ги крши робските синџири по цели 5 векови. Постоеше и Крушево, чии синови јунаци денес луто му се одмаздуваат на непријателот, го исполнуваат светиот завет на своите дедовци и прадедовци. Готовноста на огромниот број крушевчани, без разлика на етничката припадност, доброволно да го помогнат ослободувањето на градот, навистина беше забележителна. Едни носеа по борбените позиции патрони, вода и храна, други ги прифаќаа ранетите, трети помагаа при нападот на касарната. Бидејќи преземањето на касарната доста се одолжи, на помош беше повикан одредот на Питу Гули. Питу во градот влезе на свечен начин и на бел конј, поздравен од сите страни. Неговиот одред броеше околу 300 души и го носеше во станичкото знаме на Крушево. Касарната беше запалена, а од 50 војници, само 17 со нивниот командир се спасија и стигнаа живи во селото Алданци. Така на 3 август 1903 година, околу 4 часот попладне, завршија борбите за Крушево. Од тој ден започна 10-дневниот слободен живот на градот. По ослободувањето на Крушево, пред штабот беа поставени две основни и крупни задачи: одбрана на слободата и заедно со тоа формирање нова востаничка власт. На 4 август вечерта, во новата зграда на Патриаршиското училиште беше свикано собранието на градот, составено од 60 поистакнати граѓани, по 20 од секоја религиозна заедница, односно општина: Патриаршиската, Екзархиската и Влахороманската. Собранието избра времен извршен совет во состав Дину Вангели, председател, Ѓорги Чаче, Теохар Нешков, Христо Ќурчиев, Димитар Секулов и Никола Баљу, членови. Секој од членовите беше одговорен за некој сектор од стопанството и од општествените дејности. Беше формиран и суд кој им судеше на заробените представници на власта и на некои домашни предавници. Седиштето на времениот извршен совет се наоѓаше во спомнатото Патриаршиско училиште, а на штабот на местноста Гумење, развиеното знаме на зградата беше символ на слободата, но и на новата власт што функционираше. Советот имаше определено работно време, предпладне и попладне. Меѓу него и штабот беше воспоставена специјална врска што ја одржуваа двајца вооружени младинци.
Основна задача на Советот беше да се грижи за снабдувањето на борците и на граѓанството со основните продукти, како и за поредокот и за здравството. За таа цел беа отворени разни работилници, беше распишан заем, во Екзархиското училиште беше отворена болница, беше организирана градска и селска милиција. Благодарение на доброволното ангажирање на мнозинството од граѓанството, сите служби функционираа нормално. Војската и башибозукот по 3 август се обидоа повеќе пати да го заземат Крушево, но без успех. Властите се уверија дека Крушево и воопшто Македонија ќе бидат покорени само со голема армија. И додека се прибра и се пренесе во битолскиот вилајет таа армија, еден дел од нашиот народ ги живееше слободните денови, а многумина се надеваа дека слободата е дефинитивна. Турската влада, сметајќи се особено понижена поради поразот во Крушево, презеде итни мерки преку префрлувањето на најблиските единици, што поскоро да го покори градот. До 6 август Крушево не беше вознемирувано од непријателот. На 6 август беше испратен до повеќе села Крушевскиот манифест, кој требаше да го убеди муслиманското население дека востанието не беше дигнато против него, туку против султанската тиранија, и да го покани и тоа да го даде својот придонес во борбата што се водеше против султанската тиранија. Браќа земјаци и мили комшии, ние, вашите комшии и познајници од убавото Крушево и од неговите китни села, без разлика на вера, народност, пол и убедување, не можејќи веќе да ја трпиме тиранијата на жедните за крв и гладните за човечко месо муртати, што гледаат и нас и вас да не дотераат до нож, и вас и нас да не дотераат до питачки стап и нашата мила и богата земја Македонија, да заприлега на пуста пустина. Денеска дигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Вие мошнеарно знаете, оти ние не сме лоши и разбирате, оти од мака си ја кладавме главата в торба, за да заживееме човечки или да умреме јуначки. Бидејќи од дедо прадедо си живееме како браќа во оваа земја, ние ве имаме како своји и сакаме до крај да останеме своји. Ние не дигнавме пушка против вас, тоа би било срам за нас. Ние не дигнавме пушка против мирниот, трудолюбивиот и честниот турски народ, што се прехранува како нас со крвава пот. Тој е наш брат и со него сме живееле и пак сакаме да живееме. Ние не само што ве имаме како своји браќа, туку и ве жалиме како своји браќа, бидејќи разбираме, оти и вие сте робје како нас. Ако и вие не имате како ваши браќа и ни го сакате доброто, ако е сапите пак да живеете со нас, како што сте живееле досега, и ако сте верни и достојни синови на мајка Македонија, можете да ни поможете само со едно, а тоа е голема помош. Да не се заортачите со душманите, да не дојдете со пушка против нас и да не правите зулум по рисијански села. Како одговор на манифестот, во писмото на кметот од селото Алдинци се вели: Драги соседи, од вашето писмо разбравме дека вие не сте лоши луѓе, дека ги напуштате своите домови не за да го напаѓате мирното, како нас население,
дека сте против лошите луѓе и утјуматот што ги заштитува. Што се однесува до нас, ви ветуваме дека ќе мируваме. Ако сакате да убивате невини луѓе, дојдете. Бог да ја помогне на онаа страна што ја бара правдата. Писмо до крушевските востаници испрати и командирот на гарнизонот кој се засолни во Алданци. Во него, меѓу другото, се вели: целта ви е голема и борбата смислена. Напред по тој страшен, но славен пат, по кој сите народи стигнаа до својата слобода. Во меѓувреме, Крушево интензивно се подготвуваше за одбрана. Под раководството на Тодор Христов, на најпогодните стратегиски места во околината на градот се правеа длабоки и други погодни утврдувања, се подготвуваше муниција и се реорганизираа четите. Градот беше ослободен со 750 востаници, а сега за одбрана имаше на располагање околу 1200 борци. На 8 август штабот доби писмо од војводата Петар Ацев, кој соопштуваше дека во Прилеп дошол со својот штаб некој си Бахтијар Паша, кој очекувал да му пристигне многоилјадна армија за да го нападне Крушево. И навистина, на 11 август Бахтијар Паша за таа цел располагаше со над 15.000 војници од сите родови. На 12 август, од Кривогаштани, каде што го сместил својот штаб, тој на востаниците им испрати ултиматум барајки безусловно предавање. Штабот одговори: ние не сме разбойници, како што не нарекувате, туку борци за правда и слобода. Не востанавме да се предадеме, а да се бориме. Разгледувајќи ја критичната положба, штабот реши да го брани градот, но не по секоја цена, за да не му даде можност на непријателот да го разорне. Убиството на еден коњаник од извидничката патрола му послужи како повод на Бахтијар Паша да даде наредба за бомбардирање на градот и за напад врз востаничките позиции. Тој нареди со топовите да се стрела и по мирното население собрано на гумење, струнга и плочи. Турските топови згрме и црешовото топче. Тоа беше символичен израз на соодносот на силите. При преземањето на Крушево од непријателот, борби се водеа насекаде околу него, но две од нив останаа живо да ги подсетуваат генерациите како се брани стекнатата слобода. Тоа беше бојот на Слива и на Мечкин камен. На преминот Слива 40 четници, еден по еден паѓаа, и кога многобројната војска навлезе во нивните окопи, тие не се предадоа. Последната нивна стрелба беше вперена кон сопствените глави. По своите димензии и крвави последици, борбата при Мечкин камен ги надмина не само тие што се водеа во Крушево, туку насекаде низ Македонија. Таа представува епопеја само за себе и се врежа длабоко во душите на нашиот човек како символ на јунаштво и саможртва.
Кога на штабското советување се реши со тактички борби четите да се повлечат, за да се спаси градот, единствено Питу Гули не се сложи со таквото решение. Тој беше најголем заштитник на идејата да се брани градот до крај и велеше да загинеме до еден, но да загинеме на својот пост. Неговата девиза беше нема ли слобода, има смрт. И на смртта, пишува Мајски, тој и го ветуваше и го вети целиот град, вклучувајќи го и своето семејство, целиот свој одред заедно со себе си. Тој сакаше да биде претворено во трупови се живо и во пепелишта секоја куќа на градот, да од обагрените со човечка крв пожари да се запали факелот, од кој ќе блесне слободата и ќе огрее маченичката татковина. Одредот на Питу броеше над 350 борци и бранеше најголем регион. По жестоки борби војската се доближи до востаничките позиции и се впушти во бој гради в гради. Настана вистинска касапница. Удари со кундаци, со ножи и камења, удари со каиши и со патрондажи, ловење за гуша, касање, клоцање, борба фанатична, жестока, борба на живот и смрт. Непријателот беше далеку посилен и победи. Крушево беше покорено, населението тероризирано и понижено. Над 110 граѓани беа убиени или заклани, неколку стотици куќи и дуќани уништени, 1500 куќи ограбени. Многу од крушевските села исто така тешко настрадаа. Создавањето на Крушевската република и формирањето на новата револуционерна власт го представуваше оној идеал кон кој всушност се стремеа сите угнетени слоеви на Македонија. Во организирањето на власта и одделно во манифестот беа одразени принципите и стремежите на револуционерната организација преку масовна борба на сите починити да се извојува слободна македонска држава. И покрај невидената саможртва и хероизам на востаниците и на народот, Илинденското востание беше во крв задушено. Задушувањето беше проследено со големи жестокости. Според податоците што ги добил во Битола дописникот на Таймс, на патот од Охрид до Битола не се забележало нито едно живо суштество. Општ впечаток на дописникот бил дека задушувањето на востанието го вклучуваше искоренувањето на населението на секаде каде што беше возможно тоа да се изврши, без да разберат веднаш конзулите. Ние имавме востание, му рекол командантот на турската армија Насер Паша. Тоа треба да биде последно. Ние не ке дозволиме да има друго такво. Речи си сите конзули во Битола доште до заклучок дека турските власти, задушувајќи го востанието, всушност системно работеле за уништување на што поголем број македонски села и македонско население. Со план се работи, стои во еден извештај на српскиот конзулат од Битола, не за задушување на востанието, туку за уништување на словенското население. Во текот на востанието наполно или делумно беа уништени околу 150 села, односно скоро 10.000 куќи. Над 58.000 души останаа без покрив над главата. Над 2.000 невини луѓе беа убиени, околу 10.000 емигрираа, а затворите беа преполнети.
Причини за неуспехот на Илинденското востание и закусиот век на Крушевската република имаше повеќе. Тоа не беше доволно подготвено и според тоа масовно не ја опфати цела Македонија. Една од основните причини за неуспехот се состоеше и во тоа што македонскиот народ беше ставен во ситуација да се бори сам против Турската империја. Сите големи сили, особено Русија и Австро-Унгарија, беа противници на нашето движење и застанаа сосема на страната на Турција. Востанието, таму каде што се дигна, беше масовно, народно. Според зборовите на Димо Хаджидимов, тоа беше еден величествен израз на сенародниот македонски копнеж за борба и слобода. Илинденската револуција представува пресвртница во историскиот процес на развитокот на македонската нација. Нејзините традиции и поуки ќе извршат силно влијание врз идните генерации, врз идните македонски револуционери.